Многумина и денес смета дека духот на Ратко Младич и Радоан Караджич и понатаму живее на улиците на Бања Лука и на Република Српска, исто како што духот на Алија Изетбеговиќ и на муџахедините и понатаму обстојува на Сараевските улици. Всушност, заробениците на тие духови на тоа минато всушност во Свете Канџија држат и понатаму и днината и судбината на Босна и Херцеговина. Дали во Сараево, дали во таа муслиманска Босна се уште може да се најде духот на муџахедините. Обично нели тие стереотипи велат дека духот на Караджич и Младич се уште живее ке србите во Република Српска, за тоа разговаравме. И ме интересира како вие гледате на Сараево и на федерална Босна, дали таму се уште присутен тој дух на муџахедините. Има најразлични информации од 2 до 5.000. Гледаме колку тешко може самото босанско раководство, зборам од ој муслимански бошњачки дел, да се соочи со тој проблем на муџахедините. Денес се уште не се знае кој има добиено државјанство, кој има добиено пасоши, колку ги има, со колку босанки се имато женато тука, која генерација втора или трета на муџахедини веќе или вахабити или како ли уште да ги наречеме, живеат овде на територија на Босна и Херцеговина. Силен ли е тој дух на муџахедините се уште во Босна? Прво треба речи да su Американци, sada se već zna, poslije 15 godina, dali blagoslov da ti mudžahedini dođu u Bosnu i Hercegovinu. Mnogi su došli pod njihovim patronatom i od drugih međunarodnih faktora. I to o tome se već pišu knjige u Sjedinjenim Američkim Državama, a oni koji su bili aktuelni učesnici tih doživljaja više i ne kriju da je to tako. I tačan je podatak da oko 4.500 takvih ljudi iz svijeta je došlo i da su bili organizovani u okviru jedinice koja se zvala El Mudžahedin u Bosni i Hercegovini i bila je pod kontrolom, što je veoma važno, političkih i vojnih struktura tadašnje Izetbegovićeve vlasti. I oni su počinili mnoge zločine. Колку што србите не може да се соочат со Младич и испраќената во Хаг, толку вие како бошњаци не може да се соочите со муџахедините. Велат повеќе од 4.500 луѓе, 5.500 луѓе се тука во Босна, дојдени муџахедини од разни краеви на светот. Некои добили, некои не добиле пасоши државјанства, меѓутоа се уште екзистира тука. Кога поминете по Сараево, се гледат тие луѓе. Vidite, što se tiče mudžahedina, ja mogu da kažem da je bolje da ti strani ratnici nisu dolazili u Bosnu i Hercegovinu. Bez obzira na njihove namjere, jedan broj njih sigurno je želio da pomogne braći muslimanima, da ih zaštiti od genocida i stradanja. Međutim, tu se radi o brojkama koje se kreću oko 500 do 1000, znate. I mi nemamo neku tradiciju, pogotovo ne neku posebnu vezanost za te mudžahedine. I mi smo svjesni da su dijelovi tih snaga činili zločine, zbog čega naši generali odgovaraju na Haškom tribunalu. Што е специфика на таа методологија со која се користат овие припадници на таа Ел Мудžahedin единица? Pa zar ima teže nešto i simboličnije ili zastrašujuće ako nekome se osjeća glava? Тоа е значи како одредена символика на несување страх. И тijela koja su pronašli, nismo pronašli njihove glave u zanji. Не се најдени главите? Ne, bez glava. Već su glave pronađene na sasvim nekoj drugoj lokaciji. Pa pronađete tijelo jedno, nekome je pridodao glavu, ali DNK metodom utvrdite da ta glava ne pripada tom tijelu. Znači, neko je preseljavao, premještao tijela, pa je pokušao da prikrije zločin, međutim, napravio je grešku. Да се скрие трагите, значи. Да. Има многу текстови, јас сум прочитал многу текстови, сум слушнал некои искази и така натаму, меѓутоа вие имате директен контакт со тие луѓе. Дека тоа било поприлично мачно, поприлична тортура која е направена. Pa evo jedan, recimo, priču i izjavu jednog zarobljenika, doktora Branka Šikanića, koji je preživio kamp mudžahedina, oslobodili su ga, ne znam, koji priča da je neposredno uz njega, u njegovoj sud prvi do njega kolega je zaklan, odsječena mu je glava, a onda su svi zarobljenici morali da ljube tu glavu. Od Srbite? Srbi. Da je bacuva ta glava? Zašto? Ta glava kasnije je okačena od nekakav ekser i čitavu noć oni su morali da provedu pored tog tijela i pored te glave i to tijelo i tu glavu još nismo mi pronašli. To je nego način kao to što se odnesува Османлиите пред неколку века тука на Балканот, кога ќе ги сече главите, ќе ги ставе на колци, па мораше народа да се плаши. Pa ako pozna istoriju, poznajemo istoriju uloga Osmanlija na ovim prostorima je upravo bila metodologija ista, odsjecanje glave i nabijanje glava na kolac. Veoma je poznato da sada ima identifikovanih oko 167 tih mudžahedina koji su koristeći brak sa lokalnim ženama, muslimankama, ostali i formirali porodice. Neki od tih koji su ostali dobili bosanske pasoše od strane federacije, naravno i uz
Ameriku koja je uporno tražila da se ti ljudi udalje iz Bosne i Hercegovine, ali očigledno ne dovoljno uporno, jer su oni ostali tu. Amerika se suočila s tim problemom tek 2001. godine, kada su tornjovi srušeni 11. septembra u Americi. Moramo reći da je nakon toga 5 takvih lica prebačeno u Guantanamo na Kubu, američki vojni zatvor, jer su bili direktno umiješani u ono što je bilo 11. septembra u Americi. Ostali koji su tu, bili su u jednom periodu u takozvanom logoru Pogorelica, koji je organizovala obavještajna služba, AID, muslimanska obavještajna služba, bili su povremeno okupljani i obučavani za razne stvari. Gotovo da nema ni jednog slučaja terorizma u Evropi i širom svijeta, da ne možete da nađete neku konekciju sa mudžahedinima i Bosne i Hercegovine. I oni i dalje nastavljaju da to egzistiraju. Oni su zadržani. Znači, petorica koji se odneseni u Guantanamo posle toj teroristički napad 2001. godina se odneseni od Bosne i Hercegovine, mudžahedinite. Bosne i Hercegovine, da. Takozvana alžirska grupa koja je pokupljena ovdje 2002. godine, svo vrijeme je u Guantanamu i sada, pošto je Obama zatvorio Guantanamo, sada ne znaju šta će s njima, pa moraju vratiti ovdje. Može ki vi gi vratat со тој процес на реадмисија? Може би во Босна и Херцеговина. Како вие денес го доживувате Сараево? Ко мал Техеран или ко мал Истанбул? Kao bliskoistočno Sarajevo. Ко блискоисточно Сараево? Da. Вие страф ли ходите во Сараево? Се чувствувате ли безбедно? Ja nemam Sarajeva, to oko Bliskog istoka, blisko istočno, da objasnim. Dio Sarajeva koji ranije prije rata sada je pripao Republici Srpskoj, on se zove Istočno Sarajevo, a onaj drugi dio Sarajeva po tom principu mi zovemo bliskoistočno Sarajevo. A što se mene tiče, ja ne volim ići u Sarajevo, idem baš kad moram, ne osjećam se ugodno, u zadnje vrijeme čak ni bezbedno. Има ли опасност од нова војна во Босна? Знаете, кога човек разговара со тие жештини глави и во Сараево, не знам, и во Бања Лука, имам чувство дека на некој начин духот на Младич и Караджич се уште постои во дел, во Пале, во Бања Лука. Uvijek će on postojati. Духот на Изетбеговиќ и духот на тие муџахедини се уште постои во Сараево. Навистина, значи јас не сум бил 5 години во Сараево. Сараево веќе не е тој град како што јас го познам пред 10-15 години. Гледате таму луѓе со бради, така натаму се говори арапски. Mislim, to je evidentno. Dobro, treba jednaš da pominite. Naš glavni grad ima 95% Bošnjaka, možda 2% Hrvata, mi danas procjenjujemo i Srba da ima. Čak se mi počesto u političkim razgovorima znamo našli da je danas više Kineza u Sarajevu nego što je to Srba ili Hrvata. I to je jedna veoma loša poruka. Пред нешто повеќе од 17 години, тука во центарот на Сараево, на мостот што се наоѓа веднаш позади нас, падна првата жртва која се смета како почеток за таа војна во Босна и Херцеговина, во која загина некаде повеќе од 200.000 луѓе. Денес во Босна и во Сараево се прашува дали е можно историјата да се повтори. Може ли војна нова во Босна да дојде? Mislim da nije realno. Svi imaju tragično iskustvo, užasno iskustvo sa ratom. Nikome nije do konflikta. Naravno, uvijek imate ekstremista koji bi željeli da izazovu nešto i terorista i na raznim drugim meridijanima u svijetu. Ali ovo je i dalje u domenu politike, pa ponekad i političkog iscrpljivanja. Добро, кој би можеле процентуално да се изразуваме и да мериме, што мислите, која е поголема веројатноста дека ќе биде прифатен тој модел на преуредување на Босна, или Босна полека ќе влага во еден процес на тивко изумирање, кога едноставно ќе бидат порушени сите тие мостови кои ги поврзуваат Хрватите, муслиманите и Србите во Босна и Херцеговина? Pa evo, ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti novi ustav Bosne i Hercegovine i vjerujem da će većina građana to shvatiti kao nužnost, jer alternativa ovom što smo mi pokušali, ovim dogovorima je ovo što ste vi kazali. Вие сте искусен политичар и кој ви прашал во проценти да ги оцените шансите на овој модел кој вие го говорите и моделот дека ако не дојде договор околу тие прашања дека Босна полека ќе оди кон одреден процес на дисолуција и на распаѓање, како би го оцениле шансите на двата процеси? Ja ne mogu da zamislim ovaj drugi proces, jer drugi proces bi nažalost proizveo sukob. A ja ne želim da budem dio politike koja će ovdje u Bosni i Hercegovini proizvoditi sukobe i stradanja građana. Dosta je bilo u Bosni i Hercegovini, dosta je bilo ljudima sukobljavanja i stradanja.